Брендовите се подалеку од регионот. Стопанствениците немаат пари и време за да создадат производ кој како собствен бренд ќе го пласираат на пазарот. Иако е скапо, е долгорочен процес брендирањето, значи не е денес сме одлучили да направиме бренд и утре го пуштаме на пазарот. Тоа, како што кажав, е долгорочен процес на кој што треба да се насочат предпријатијата, треба да обрнат повеќе внимание да креираат еден бренд препознатлив. Ова македонските фабрики од газди ги прави извршители, односно работници за туѓа слава, особено кога во прашање е текстилната индустрија. Со ретки исклучоци сите се шивачи за странски брендирани компании. Па јас мислам дека во Штип има брендови кои што се конкурентни на пазарот, но според сознанијата, односно како што покажува статистиката, во Штип конфекциите претежно работат лон систем. Така да тие работат за другите брендови, не знам колку од штипските конфекции се насочени кон брендирање на своите производи, можеби само за локалниот пазар, не се сомневам за македонскиот. Од друга страна, токму брендот е она што ги носи парите и славата. Ако еден производ се наметни како добар бренд, тогаш е ретко кој од потрошувачите прашува за цена, па продажбата оди брзо и лесно. Токму поради ова, оние кои допрва треба да влезат во светот на бизнисот, мораат да размислуваат за брендирани производи. Се организира обуката за брендирање на производ, односно како еден производ може да се издигне на ниво на бренд, што мислиме дека е многу важно за младите и општо за целата економија, за да може да бидат препознатливи производите како бренд и да може самите млади да се брендираат самите себе и производите кои што во иднина тие ќе ги произведуваат. Во моментов во регионот се брендирани само кочанскиот орис и штипската пастрамалија, а од домашните производи најпознат на странските пазари е брендот Винчини.